гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за гинеколошките прегледи. Зошто е важно редовното одење на гинеколог? Кога една девојка прв пат треба да се појави кај матичен гинеколог? Колку често жените треба да одат на гинеколошки прегледи, иако немаат никакви симптоми? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е професор доктор Глигор Тофовски, гинеколог од Клиниката за гинекологија и акушерство. Доктор Тофовски, добре дојдовте во Добриот доктор. Добро ве најдов. Еве, темата ни е можеби општа, меѓутоа е доста важна и значајна, односно за ќе зборуваме нели колку е важно тоа редовно одење на гинеколошки прегледи, што често вие го споменувате како гинеколози. Па еве за почеток, доктор Тофовски, кога една девојка треба да го направи својот прв гинеколошки преглед? Ја повеќе пати сум гостувал кај тебе тука во студиото и стално дискутираме всушност дека превенцијата е начин да се спречат некои од работите или навреме да се откријат. Прашањата во таа помлада возраст, да кажеме, кај девојките кои што би требало да се појават, кај нас законски они после 12 години веќе може да одберат и матичен гинеколог. Ретко кој од нив го прави тоа, меѓутоа тоа е некој период кога отпочнува првата менструација, менарха, и кога всушност може да се случи дека дел од девојчињата може да имаат проблеми кои што бараат, ако ништо друго, барем консултација со стручно лице. Пред малку зборевме дека интернетот не е баш правиот медиум за консултација. Да, вие може да прашате и вештачка интелигенција, може да просурфате на определени страни. Имаме страни и ние како Сдружение на гинеколози и обстетричари на Македонија, на кое што има некакви соодветни, да кажам, и веродостојни информации, меѓутоа контактот човек со човек се уште е незаменлив во оваа приказна. И би требало некои девојчињата имаат болни менструации, најчесто сите на почетокот имаат нередовни менструални циклуси, значи не поврзано од сексуалните односи, самото она отпочнување, ние го викаме на тој репродуктивен период, во кој што веќе, значи самата менструација значи дека менструалните циклуси може да имаат и овулација, значи може да настане и бременост. Сме збореле и сте известували вие дека имаме многу млади родилки и пациентки со абортуси на 11, на 12, 13, 14 години. Значи, треба едноставно да се запознаат они со своето тело, со симптомите што се случуваат, со оваа промена, да кажеме, значајна во животот и да постепено се навикнат дека редовните прегледи кај гинеколог се нешто што нив и во иднина, кога ќе пораснат и кога ќе станат жени, кога ќе решат да се репродуцираат, да основаат семејство, да всушност стана една здрава навика. Да кажеме, значи, сакате да кажете дека со добивање на првата менструација кај девојчињата, кај девојките, треба веќе да се размислува за одење на гинеколог. Да, ја би го вратил тој чекор дури можеби поназад, она што да кажем многу често се зборува и погрешно се толкува, сеопфатното сексуално образование всушност би требало уште во училиштето на некој начин тој предмет да им даде некои основи за тоа што ќе се случува со нив понатака. Секако тоа би требало да го прават и мајките и татковците, меѓутоа тие муавети некогаш се многу специфични и за едниот и за другиот родител. Значи, можеби тој начин да прво се едуцираат во училиштето, што им следи. Имаше, например, јаве, за моите деца се сеќавам, имаше некоја као обука, да кажеме, организирана од една невладина организација, како се употребуваат менструални влошки кога ќе добијат прва менструација. Тоа беше една година пред они да добијат менструален циклус и тоа беше многу корисно затоа што они сите девојчиња од одделението, скоро сите присуствуваа, гледаа, дискутираа на таа тема. Уште подобро е тоа да се направи и со гинеколог понатака. Обично тоа може да е гинекологот кај што оди мајката или може да е тој што е најблиску или било каде. Во Македонија вие може да одберете било каде гинеколог, значи независно од кое ви е местото на живење, матичниот гинеколог може да е тој што ви е најблиску во моментот кај што престојувате и затоа обично овие ученички, например, во средна школа, на факултет, додека се може да имаат матичен гинеколог и во местото каде што студираат. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин. Доктор Тофовски, дали првиот преглед треба да биде поврзан со сексуалната активност, односно дали кога веќе ќе настапи сексуална активност, треба дефинитивно таа девојка да посети гинеколог?
вака ризици, значи да кажеме еве симптомите или можда компликациите што може да се јават се разликуваат. Додека немаат сексуални односи девојчињата, фактички ризикот за настанување на сексуално преносливи инфекции, односно инфекции кои што би го загрозиле нивното здравје тогаш, меѓутоа и понатака во животот. Значи имаме, например, хламидијата е една од инфекциите која што не дава многу симптоми кај девојчињата, меѓутоа кога се пренесува може да доведе до тоа да се запушат тубите и подоцна да доведе до инфертилитет. И тоа е научно докажано и, например, препораките од Светска здравствена организација се тој скрининг кај девојчињата кои што почнуваат со сексуални односи да почне веќе и од 16 години, ако почнуваат порано, меѓу периодот 16 и 18 години. Меѓутоа, додека не се уште сексуално активни, релативно од тој аспект, да кажеме, сме по-мирни, не треба посебна заштита. Проблемите со кои што они се соочуваат, повеќе се од друга природа. Тоа да имаат, како што преска спомнав, многу силни болки, менструални, значи дисменореја поизразена, да имаат обилни крварења. Во некои случаи тие се и многу драстични, може да бараат и хоспитализација и да бидат примени во болница, некогаш и да искрварат и да бидат анемични, некогаш се поврзани со други состојби, како со така наречената von Willebrand, значи болест ована. Меѓутоа и независно од тоа, мислам дека е навистина корисно, би било навистина корисно, тука треба можеби и сетингот, мајндсетингот и кај гинеколозите да се промени. Так. Многу често некои од девојчињата еве што биле на гинеколог викаат: па он ми рече ништо не ти, ајде уживај, после кога ќе почнеш со сексуални односи тогаш дојде. Не, фактички улогата на гинекологот треба да биде и во однос на здравствената едукација, да ги подучи кога би било исправното време за сексуални односи, на што би требало да се внимава, дека може уште од првиот однос да добијат и сексуално пренослива инфекција, не дај Боже сида, гепатит, так. И не дај Боже и да останат бремени. Така да, како што споменавте, колку е важно сексуалното образование, како еден од сегментите во основното образование да биде вклучен. Тачно, затоа што знаете како, тоа е во едукацијата е еден момент кој што за било која болест, не мора да се за гинеколошките, кога знаете вие кои се здравите начини на однесување, кога знаете кој е здравиот заштитениот начин за сексуални односи, на некој начин се штитите од сите последици после тоа. Так. Пред да продолжиме, доктор Тофовски, имаме гледачи на линија. Повелете, во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до гостинот. Сакам да прашам за 11 годишно девојче. Пред 2-3 месеци доби циклус и тој и е 2 пати месечно. Колку треба да помине време за да се побара лекарска помош или тоа е нормално сега во овој период, во почетниот период? Така, јас ви благодарам многу за јавањето, еве конкретно за темата си имаме. Значи, менструалните циклуси, да кажеме, оној период што по нашите книги по медицина базирана на докази е некој нормален период, значи жените не се сите исти како во еден калап ставени, е некаде од 21 до 35 дена. Значи има жени што добиваат цел живот на 21-2 дена, некој цел живот на 35. Од стапките над 35 и помалце од 21, веќе се причина, значи ако тоа е 2 пати, значи секој 15 дена ако добива девојчето, веќе нема потреба да чека, е доволна причина. Меѓутоа има 11 години и сами споменавте дека може да бидат нередовни кога ќе стартува тој почеток. Нередовноста е повеќе во тоа смисла дека има отсаство, значи они ќе добијат менструален циклус, па после ќе добијат после 3-4 месеци, па после ќе добијат после 2 и така натака. Оваа веќе за честеност, значи е по, да кажам, за нијанса по битен сигнал за да се јават порано, затоа што може да е причината од повеќе различни состојби. Не мора да значи дека е нешто страшно, меѓутоа доволно да се... Не мора да значи, меѓутоа сепак е една отстапка која што те... Значи ние, кај нас, ние не се плашиме од хормоните. Мислам дека се повеќе гинеколозите не се плашат. Так. Хормоните се дел од женскиот живот, значи од самите почетоци, од менарката, од самиот пубертет, па се до перименопаузата и менопаузата. Значи, медицината многу напредна по тоа прашање, меѓутоа ние сепак сакаме во почетните години, сем доколку не е често крварењето, не е обилно, да циклусот фактички помеѓу мозокот и јајниците, значи тоа хипоталамус, хипофизата и овариумот, сам си го фати својот замаец. Значи,
Тоа е цел еден принцип на негативна повратна спрега, кај што хормоните кои што се лачат од мозокот влијаат на јајникот, тој созрева еден фоликул, тој ќе рупторира, ако нема бременост по определено време следи менструацијата. Тој циклус убаво е да го научи организмот сам. Меѓутоа некогаш навистина има потреба и ние и кај помлади девојчиња почнуваме со употреба на хормонски таблетки, значи комбинирана хормонална, да кажем, терапија во интерес на нивното порегуларно, односно по Значи во секој случај на што праша нашата гледачка дека треба веќе да се посети гинеколог. Јас би препорачал секако да се обрати на или кај својот матичен гинеколог или кај било кој друг. Чисто да напоменам дека и на клиниката за гинекологија и акушерство има дел што е посветен, значи посебен одел за детска и адолесцентна гинекологија под раководство на професор доктор Даниела Иванова, така да доколку сметаат можат и таму да побараат упати да дојдат на клиника. Така, еве јас се надевам дека нашата гледачка го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ало? Да, ве слушаме во програма сте, повелете. На телефон, одделенската сестра на професорот. Повелете. Со неговиот тим го слушаме. Фала. Ви слушаме и многу се гордееме со вас, професоре. Се надевам дека им помогнате на пациентите. Така, еве, јас ви благодарам многу што ни се јавивте и што еве нашата емисија е. Поздрава цела екипа до професорот. Фала. Лекари и од сестри. Така. Значи, еве, не гледаат и во моментот професор Тофовски. Еве да се надовразам на нашата прва гледачка, ако не мора да значи нели за овој случај, меѓутоа, кога ќе се добие таа прва менструација, што може, освен нели, вие ги споменавте сега хормоните, меѓутоа, што се може да биде причина да има или зачестеност, или нередовност, додека се регулира, нели, како што споменавте тој менструален циклус. Да, тоа е фактички, значи организмот треба да се научи да го воспостави тој регуларен месечен ритам. Затоа ви реков, не се сите како подкап, значи во книгите менструалниот циклус се представен како на 28 дена, од 2 дела по 14 дена, меѓутоа тоа во реалноста не е така. Ние сме сите индивидуи кои што различно функционираме. Меѓутоа, сена што е можда компарацијата е добра, соодветно можда не, ама и едно дете кога ќе стане да оди, прво ќе падне 100 пати, па после ќе научи да оди. Така и менструалниот циклус. Ретки се тие кои што од одма добиваат и редовно секој месец добиваат менструација. Значи, има еден период на адаптација. Оно што треба да го знаат и девојчињата и мајките, дека независно од тоа што е нередовна менструацијата, сепак може да има овулација и они може да останат бремени доколку имаат незаштитен сексуален однос. Што ги плаши и девојките и жените, нели, кога ќе дојдат прв пат на преглед? Еве, јас немам ќерки, имам синови, меѓутоа претпоставам дека има мајка која што ќе каже 11 години ќерка ми доби менструација, се уште е многу мала за да ја носам на гинеколог. Претпоставам дека има такви размислувања. Да. Сега вака, секој преглед што човек не знае како изгледа, од него се плаши. Значи, прво, ние прегледот, да кажеме, гинеколошки има составни два дела. Едниот дел е вагиналниот преглед под спекулум, значи кај што докторот прегледува со прстите, значи со ракавици и прегледува под спекулум визуелно да види како изгледа внатрешноста и надворешноста и внатрешноста на гениталните органи. И вториот дел од прегледот е оној ултразвук кој што е веќе незаменлив дел од сите области, а поготово во гинекологија, кај што, да кажеме, највредните информации што може да ги добиеме, имаме и скапи испитувања, и компјутери, и магнети, се, меѓутоа ултразвукот, денешниот ултразвук, кој што има можности и за реконструкција и на 3D формите и на, да кажем, добра резолуција, може да не даде многу важни податоци. Кај овие девојчиња, значи кај до предсексуалната активност, прегледот се прави со абдоминален ултразвук. Обично инсистираме нели вешиката да е полна, да е полмочниот меор, затоа што така подобро се подбутнуваат органите и подобра е визуализацијата, полесно може да се види матката, значи вагината и јајниците, додека тубите не се гледаат доколку нема некакви си други аномалии. Никогаш у таа возраст поредко исто, меѓутоа се јавува и таква состојба кај што и хименот девојчето добива менструација, меѓутоа хименот не е перфориран
значи е целосен, се собира крвта во вагината, после може и во матката, и во тубите, и дури во абдоменот да дојде, со болки се појавуваат, кај што една мала интервенција, само едно расекување медицинско, значи докторско на хименот, во тој случај може да истече крвта и све да се регулира. Некојаш има појава на некакви си цисти кои што може да имаат девојчињата болки. Се скоро имаше едно девојче на пример со голема циста која што не бевме сигурни хоспитализирана на детска хирургија, дали е дел можеби од абдоминалната, да кажеме, патологија или од гинеколошката, кај што треба да се направи заемна евалуација. Меѓутоа тие доаѓаат со болки, како што реков, со пообилни крвари, значи подраматични се симптомите за пораното доаѓање. Повеќе улогата јас ја гледам на матичниот гинеколог и воопшто на гинекологот од оној аспект што збориме за да ги едуцирам, меѓутоа и да се навикнат на преглед. Значи кога ќе дојде девојче на преглед, кога ќе направите вие ултразвук, ќе кажете еве тука ти е матката, тука се јајниците, све се личи нормално, тоа на некој начин прави некоја релација и ги релаксира ни во однос на сите други работи што може да им се случат понатака, да кажеме, во животот. За разлика од тоа, еве да направиме една паралела, веќе во после сексуалните односи, веќе, да кажам, по дефолт, да кажеме, тие редовни прегледи еднаш годишно, со ултразвук, со пап брисот, нели, како што се прави еднаш на 3 години. Кога се започнува со пап тест? Кога една девојка помлада треба да го направи својот прв пап тест? Па би требало да го направи во периодот кога ќе отпочне со сексуалните односи. Од, да кажеме, првата година од кога ќе отпочне со сексуалните односи, за да и стартно видиме дека е, да кажеме, се во ред, меѓутоа затоа што и шансата за пренос понатака на инфекција е, да кажам, поголема. Инаку самиот пап тест, пошто знаете многу добро, е нели превенција после ХПВ, вакцинацијата што значи апсолутно ја препорачувам за сите и девојчиња и момчиња, и за среќа во Македонија од минатиот април влезе во задолжителната вакцинација и за момчињата и за девојчињата. Значи таа примарна превенција, затоа што овој пап тест е уствари превенција за цервикален карцином. Сега веќе се успоставува дека и дел од другите заболувања, и кај мажите и кај жените, се поврзани со ХПВ, и веќе не е ХПВ вакцината заштита само од цервикалниот карцином, него и од сите други асоцирани болести со ХПВ инфекцијата. Меѓутоа, само по себе, значи, се добива вакцината, тоа е примарната превенција, меѓутоа треба да се прават редовни контроли понатака. Зошто, доктор Тофовски, се важни редовните гинеколошки прегледи? Па, затоа што овие процеси не се појавуваат одеднаш. Значи, ова не е како, да кажам, акутна инфекција на слепот црево и веднаш се трча и се парира. Ова е процес кој што трае и постепено се развива. Доколку го фатите порано, доколку и се појави некоја инфекција и, да кажеме, навлезе во грлото, во тој дел на епителот кај што се создава карциномот, ако го фатите рано, вие многу лесно ќе го излечите и животот продолжува нормално понатака. Доколку не одите со години и тој прогредира во другите стадиуми, е многу, да кажам, станува комплицирано и дури и операцијата, и хемотерапија, биолошки терапии, онкологија, сето тоа, никаш квалитетот на животот не го враќа назад. Секако не е само нели ракот, има и други болести кои што може претпоставам да се превенираат со редовни гинеколошки прегледи, меѓутоа да ги вклучиме прво гледачите кои што не чекат, па ќе продолжиме со нашата тема. Повелете, во програма сте? Здраво, добар ден, убав ден. Добар ден, повелете. Имам едно прашање до докторот, сакав да го прашам. Ја имам 13 годишна керка, од која што се уште нема циклус. Па сакав да прашам дали веќе ќе треба да се иде на гинеколог, на преглед, или веќе има простор за се уште да се чека, нели, да добиеме циклус. Така. Да. Значи, доктор Тофовски, тоа се дилеми исто така што постојат, да. Во принцип ние вака викаме, значи прво треба да се види, да се земе и анамнезата, да кажеме, фамилиарна генетска. Има некој, ако и мајката некојаш добила покасно отпочнала со менструалните циклуси, може да се случи и керката покасно да отпочне со менструалните циклуси. Порано девојчињата у таа некоја возраст добива околу 13-та година менструален циклус. Сега малце со овие хормони, со храната, со веројатно све друго што ни се случува околу нас, границата е спуштена негде околу 11 години. Ние викаме дека до 15 години треба да се добие првата менструација. Тоа е, да кажеме, крајниот некој аларм. Меѓутоа, нема ништо страшно, пак ја речеме тоа што го
спомнавме и преска, после 12-та година да се отиде на еден преглед нормален кој што е стравот и на мајката, а и на девојчето, ако другите девојчиња добиле, ќе го отклони. Има ретки ситуации, некогаш во самото формирање на органите, може и да не се формира матката, тие се многу ретки случаи, меѓутоа има по 2-3 случаи, да кажеме, годишно се раѓаат и такви девојчиња, меѓутоа тоа треба да се отиде да се провери. По мене ова би била добра шанса, ете мајката да ја однесе својата ќерка, да го запознае гинекологот, да направат еден ултразвук, меѓутоа простор за паника како што кажавме, нема. Меѓутоа не можеме ние од телевизија, да кажем, телефонски да дадеме консултации, сепак треба да се направи и еден целосен преглед кај девојчето. Така. Еве, ја се надам дека нашата гледачка го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете, во програма сте. Повелете, ве слушаме. Ало, јас сум сега на ред? Да, во програма сте, повелете. Добар ден и поздрав до докторот и до телевизија сите. Вака, сакам едно прашање на докторот да поставам. Повелете. Зошто некогаш не се одеше на гинеколог, а жените немаа никакви болести, а сега се повеќе и повеќе жените умираат од несакани последици од рак, од едно друго. Јас како жена можам да кажам дека на 26 години, кога остана бремена со ќерката, тогаш прв пат отидов на гинеколог. А последен, пред 38 години, со синот кога го родив. Но сопругот ми почина баш на 6 недели кога направи син ми. Јас не стигнав и на тие задолжителни прегледи да стигнам после 6 недели. Ја никогаш не отидов. Фала му на Господ, никакви проблеми немам, никакви лекарства не пијам. Сакам да прашам, зошто тие што некогаш не одеа на гинеколог, немат проблеми, а тие што одат, се повеќе и повеќе проблеми има. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето, колку вие како гинеколог се согласувате со оваа теза. Јас апсолутно не се согласувам со оваа теза. Значи, секогаш, како што рековме, индивидуалната приказка е индивидуална. Ние може да збориме дека пушењето, имаме примери кај што луѓе пушат и до 90 години, па не има ништо, здрави се, све едно друго. Меѓутоа, научно е докажано дека пушењето, ризикот од најголемиот дел од карциномите, не само за бели дробови и други, го зголемува 10 и повеќе пати. Дури и за цервикалниот карцином, во последно време, експертите кои што се занимаваат со таа област, пушењето го наведуваат како еден од големите фактор ризици за фактички оштетување на ендотелот и накалемување на таа ХПВ инфекцијата. Така да редовните прегледи кај гинеколог еднаш годишно, значи папот ќе го спомнеме сега и ХПВ скринингот, меѓутоа папот е скрининг за цервикалниот карцином, кој што е добар со својата релативна точност и неточност, нели? Меѓутоа, еднаш во 3 години е доволно за да се добие приказ како стојат состојбите, дали треба да се интервенира. Меѓутоа, доктор Тофовски, она што го напомена нашата гледачка е порано сме го немале интернетот, сме немале толку големо загадување, сме немале толку можеби и храна генетска и не знам каква за да може нели да настанат сите тие. Ама да ви кажам едноставен пример. Значи здравствената евиденција не постои, сега постои одамна. Овде стотици жени умираат годишно од цервикален карцином. Умирале и 200 и 300 жени порано. Тоа што таа гледачката нема таков случај во својата близина или она самата нема, не значи дека не постои. Не значи дека не постои. Она даде еден друг податок дека сопругот е почина, дека во тоа време можеби сексуалните односи и ХПВ инфекцијата, преносот биле такви да она не добила ХПВ инфекција тогаш, што не значи дека останатите жени нема да добијат. Ние точно го имаме фатено начинот, затоа што за цервикалниот карцином точно, значи вакцинацијата во помладата возраст од 20 до 30 години, фактички папбрисот, после 30-та година ХПВ скринингот, затоа што да не заборајме, ХПВ инфекцијата е најчестата сексуално пренослива инфекција која што постои во светот. Госпоѓата која раѓала пред 30 години, ние не знаевме дека постои ХПВ вирусот
господинот што доби Нобеловата награда пред 20 кусур години, кој што ги откри причинителите, дури од тогаш почнавме да разговараме на таа тема дека постои ХПВ. Претходно не се знаеше кој е причинител. Така да медицината оди напред, дава своји сознанија и патот кој што е моментално нацртан како да се превенира цервикалниот карцином е многу јасен. Потешки ни се другите карциноми, ама сега поише за младите збориме денеска, дека оваријалниот карцином може да настане и во помлада возраст, и на 20, и на 30, 40 години, го викаат тивок убиец, затоа што нема никакви знаци додека веќе не дојде во поавансирана фаза. Единствениот начин да се спречи, односно да се открие порано, е да се оди еднаш година на еден ултразвучен преглед. Тоа не е страшно. Да, и пак се вративме на тоа зошто ни се важни редовните гинеколошки прегледи. Имаме гледач, повелете во програма сте? Повелете ве, слушаме. Повелете во програма сте. Имаме некој проблем, претпоставувам, со телефоните. Освен карциномите, кои други болести, доктор Тофовски, може да се откријат, да се превенираат со редовно одење на гинеколог? Па, има различни типови на болести. Една од болестите што е, да кажем, исто тешко да се диагностицира и треба долго време поминува, а знае да ги искомплицира некојаш и воопшто функционирањето, да кажеме, на жената и податамо што, да кажем, забременување све, ендометриозата, значи тоа не е карцином, таа е бенигна болест, меѓутоа знае со тек на времето е релативно честа да прави исклучително, да кажем, болни менструални периоди, значи со кои што на некој начин сосема ги ставаат во дисфункција жените во тие неколку дена додека имаат менструација, им сметаат и при сексуалните односи, значи имаат и диспареунија, меѓутоа и со тек на времето доколку не се откријат, додека се помали, може да се оперираат и да добијат соодветна медикаментозна терапија, може да станат поголеми цисти, така наречени чоколадни цисти, сега се актуелни, па нешто гледам последно време со тој опис, меѓутоа кога ќе тие рупторираат, после ги залепуваат останатите органи и се доведува до таа, се вика тоа длабоко инфилтрирачка ендометриоза, која што скроз го запушува, да кажам, тој задниот дел позади матката, може да ги зафати и цревата и дури да доведе до посериозни, да кажам, крварења и од дебелото црево и од другите органи. Тогаш веќе тоа исто како за карциномот доцен стадиум, значи ако не е карцином, е доцен стадиум кој што бара сериозни интервенции и веќе во светот се формираат такви центри за длабока ендометриоза, кај што сериозни екипи од повеќе типови на специјалисти се задолжени за операција. Тоа е исклучително незгодно, а доколку се открие на време полесно ќе помени. Со терапијата може да се спречи напредувањето на процесот и во одреден момент додека кога пациентката ќе реши, значи кога ќе заврши со репродукција или ако има симптоми претходно, може да се оперира со ендоскопски методи, со лапароскопија и таа приказка едноставно да заврши рано и многу позитивно. Да. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете ве, слушаме. Ало? Во програма сте, повелете. Слушам. Во програма сте, повелете. Јас сум полгодини жена, мислам не сум за млади како што се, ама си имам проблеми, сум била на гинекологија у 12 месец. Добро. Ме врати докторката, многу сум била стара, не сум била за преглед. Што направам јас? Имам проблеми со бесика, со цревото, со се, а бев на гинекологија. Ме врати докторката, ми даде чај, со чај не се лекува тој болест. Ви рече дека не може да ве прегледа бидејќи сте постара? Ало? Добро, немаме, претпоставам малци не е добра комуникацијата, меѓутоа еве, дали гинеколошкиот преглед има ограничување за возраста на пациентките? Не, апсолутно нема никакво ограничување. Сега во подоцнежната возраст, пошто тргнавме со младите, па се еве превенцијата, во подоцнежната возраст имат некои од пациентките еве сериозни проблеми може да имаат со статиката на гениталните органи, каде што доаѓа до пролапс, до спуштање на матката. Значи како да кажем опаѓа дејството на естрогените, како доаѓа менопаузата, тие сите врски, лигаменти и структури попуштаат на некој начин како се останато во организмот и затоа во денешно време баш и се бара да можда во тој период се отпочне со некоја хормонска терапија што ќе ги одложи тие промени. Меѓутоа некогаш тие се генетски поврзани, некогаш се поврзани со
акушерското минато, значи со бројот на абортуси, породувања, типот на породување и така натака, меѓутоа некогаш и не се со тоа поврзани и тогаш се јавуваат такви проблеми со мокрењето, со уринарната инконтиненција, некогаш има спад, ево на спомна и цревата се спуштаат и матката се спушта и тоа навистина е, како да кажам, на некој начин комплексен и социјален проблем. Тие жени некогаш имаат проблеми да излезат надвор, да седат у друштво и сето тоа. И си има посебни одели кои што се занимаваат со таа проблематика. Ја не верувам дека било кој би одбил било која пациентка за преглед. Тоа со чај и со други работи, кај нив обично ја не се занимавам со таа проблематика, меѓутоа обично прво се, да кажам, расчистува со инфективните агенси, со некакви си хронични инфекции. Да, во секој случај повторно да си се обрати, да. И после тоа одат след на други исследувања кои што може да укажат на типот на проблема, значи дали е од невролошка природа, дали е од органска природа, таму постојат на вистина, зависно од другите болести кај пациентката, и медицински помагала, песари што се ставаат, доколку операцијата е невозможна од анестезиолошка гледна точка, од, не знам, диабет, од кардиоваскуларни болести, меѓутоа никој, како кажам, без преглед, јас мислам дека не би си отишол барем од гинекологија, а верувам и од матичен гинеколог. Бидејќи веќе сме на самиот крај на емисијата, еве пак ќе се вратам нели на почетокот така да завршиме. Вие споменавте дека еднаш годишно, значи на клиниката за гинекологија имат и многу млади пациентки со малигни болести на 19 и на 20 години. Значи колку е важно тоа еднаш годишно одење на гинеколог, па и кога се нема симптоми, токму за да се превенираат и како што велите вие навреме да се фатат тие болести за да имаат многу полесен третман. Па едниот аспект тоа што спомнавме нели на почетокот е се карциномите, вториот аспект ја спомнавме ендометриозата, третиот аспект ја спомнавме инфекциите што може да доведат до инфертилитет, па после да имате години поминати во, да кажам, обидите и во начините како да се остварите како мајка, односно да родите потомство. Повеќе аспекти има, нема едно правило што важи за сите, меѓутоа правилото важи дека што порано се открие, тоа е подобро. Значи, ние во нашите исследувања, како што и ви реков еве за девојчето што нема менструација, многу е битна фамилиарната анамнеза. Значи, и сме гледали и по интернет, има тие определени генетски структури кај дел од пациентките што условуваат порано да се јават карциномите и на дојката, и на матката, и на јајниците и сето тоа. Тие се во посебна специфична категорија што треба порано да се следи и можеби порано да се направи операција и да се отстранат и порано може и да се реализираат како мајки, како во животот. Меѓутоа за останатите важи тоа дека и без симптоми, тоа е многу битно. Значи, без симптоми еднаш годишно прегледот може да ве спаси од многу сериозни компликации понатака во животот. Так. Доктор Тофовски, времето на денешната емисија ни помина. Јас ви благодарам што бевте мој денешен гостин и што се надам дека еве можеби разјаснивме многу дилеми што ги мачеа девојчињата, меѓутоа и колку е важно редовното одење на гинеколог и кога се нема симптоми, се со цел, како што кажавте сега на крајот, рано да се превенираат одредени заболувања кои што може да имаат нели и позитивен тек, односно ефект. Да, ви благодарам за поканата за гостување. Обично само што кажам пациентките кои имаат симптоми, за жал, и дури и тогаш некогаш не се јавуваат веднаш, него чекаат и после кога ги фати страв, ќе дојдат некогаш после полноќу 3 сат со некое крварење што трае 3 недели, наместо они да дојдат после една недела, ќе дојдат после 3 или со некои инфекции хронични. Значи, доколку имате симптоми, веднаш јавете се на лекар, тоа е многу битно. Меѓутоа и да немате симптоми, еднаш годишно повторно јавете се на лекар. Така еве се надевам дека овие апели ќе стигнат до сите наши гледачи. Ви благодарам, доктор Тофовски. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.